Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден и добре дојдовте во ново издание на емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио Детройт. Јас сум Небојша Карапеовски. Ви го честитам Илинден, еден од најголемите празници на македонската државност, и ви ги најавувам следните содржини. Чествувањето на Илинден е во Крушево, Скопје и во Пелинце. Одбележуваме 122 години од Илинденското востание и 81 година од првото заседание на АСНОМ. Општина Тетово закажа презентација на процесот за изработка на новиот генерален урбанистички план. Тетово сака парк бара да се одложи за септември. Сојузот на борци Тетово со реакција на изјавата на Касами. Единствен консензус за име на нова улица е почитувањето на асномските темели на Македонија. Ако треба да не дигнеш во воздух, прво јас ќе те средам. Скопјанецот кој совлада терорист на летот Лондон-Глазгов не смета за себе дека е херој. Ќе ви биде одземено возилото ако возите пијан или без возачка дозвола. Одземените возила ќе се донираат на институциите, вели министерот за внатрешни работи Тошковски. Се разговара со инвеститори кои би произведувале оружје и воена опрема во Македонија. Светски гигант од рангот на Google и Facebook ќе купува струја од кај нас. Наскоро почнува изградба на делницата Букојчани-Кичево, долга 11,5 километри. Завршена предквалификација, следува избор за најповолен изведувач. За жал, денешната емисија ќе ја започнеме со една лоша вест од Тетово. 3 лица ги загубија животите на автопатот Тетово кон Скопје. Според првичните информации на СВР Тетово имало судир помеѓу возило Опел со тетовски регистарски таблички и автобус. 2 деца, маж и жена, починаа на местото на настанот, додека една жена починала во клиничката болница во Тетово, каде што исто така е однесено и повреденото дете, за кое се пружа лекарска помош, се вели во првичната информација на СВР Тетово. Јавен обвинител против пожарни екипи и полиција беа на местото на настанот за спроведување на увидот. Од СВР Тетово најавуваат подетални информации откако ќе биде документиран случајот. Во меѓувреме, еве го соопштението на јавното обвинителство. Дежурен јавен обвинител од основното јавно обвинителство Тетово извршил увид на локација на автопатот кон Скопје, каде што се случи тешка сообраќајна несреќа во која загинаа 3 лица, а едно дете е повредено. Според првичните сознанија, до несреќата дошло при контакт помеѓу автомобил и автобус, при што автомобилот со кој патувале трите засега починати и повреденото дете излетал од патот. Се превземаат сите действија за испитување на причините и на околностите поради кои дошло до контакт помеѓу двете возила и до самата несреќа. Јавниот обвинител издал наредба за обдукција на починатите, а за возачот на автобусот наредено е испитување на евентуално присуство на алкохол или други недозволени супстанци. Возилата се одземени за технички преглед на нивната исправност во моментот на судирот. За целосно разјаснување на сообраќајната ситуација на лице место било повикано и стручно лице вештак од областа на сообраќајот, а дополнително ќе биде изготвено и комплетно сообраќајно техничко вештачење врз основа на трагите подигнати од лице место, фотодокументацијата и други докази, се вели во соопштението. Кои дами тука имаме, меѓистот катил душман сме омегиле. Корени од векои дами тука имаме,
Ej, koji ke posegne, mrakot ke go izede. Koreni od vekoj dami, tuka imame, kako činari stoletni sme naraznale. Koreni od vekoj dami, tuka imame, kako činari stoletni sme naraznale. Manastir do manastir, kako bede mi, se turne ima živi, ke podigame. Ušte odpred Hristosa, ova naše. Ej, koji ke posegne, mrakot ke go izede. Manastir do manastir, kako bede mi, se turne ima živi, ke podigame. Ušte odpred Hristosa, ova naše. Ej, koji ke posegne, mrakot ke go izede. Koji ke posegne, mrakot ke go izede. Marketing. Сонце од твоите руси коси. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасничко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800
275-9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг. Со централна прослава на Мечкин камен во Крушево и со положување цвеќе на повеќе локации низ државата се одбележуваат 122 години од Илинденското востание и Крушевската република, како и 81 година од првото заседание на АСНОМ, два клучни столба во македонската државност. Централната прослава ќе се одржи во Крушево под покровителство на председателката Гордана Силјановска-Давкова. Одбележувањето ќе почне со положување цвеќе на гробот на Никола Карев и на споменикот на хероите во местноста Слива, пошто ќе се одржи панихида во храмот Свети Никола. Председателката Силјановска-Давкова ќе положи цвеќе и на Мечкин камен, каде ќе има и свое обраќање. Чествувањата ќе се одржат и во Скопје, каде премиерот Христијан Мицковски ќе положи цвеќе на споменикот на председателот на Крушевската република Никола Карев пред зградата на Собранието, на споменикот на АСНОМ во паркот Жена Борец и на споменикот на првиот председател на президиумот на АСНОМ Методија Андонов Ченто на плоштадот Македонија. Председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски ќе ја предводи партиската делегација во Ташмаруништа, каде што ќе положи цвеќе заедно со председателот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Струга и заменик министер за правда Ален Деребан и пратеникот Јован Јулески. Одбележувањето на 81-та годишнина на првото заседание на АСНОМ ќе се одржи во меморијалниот центар во Пелинце, на кој ќе присуствува подпредседателката на Собранието Весна Бендевска. Државна делегација предводена од председателката на Собранието Бендевска ќе го одбележи 2 август Илинден и во манастирот Прохор Пчински, кој има посебно значење во историјата на македонската држава. Цвеќе пред спомен обележјата во Крушево, Пелинци и Скопје ќе положат и собраниски делегации, како и делегации на политичките партии. Оваа година се одбележуваат 122 години од Илинденското востание и 81 година од одржувањето на првото заседание на АСНОМ. Почетокот на Илинденското востание го објавиле камбаните во Крушево на полноќ спроти Илинден 1903 година. Околу 800 востаници го ослободиле градот, а по 2 дена Никола Карев ја прогласил Крушевската република и станал нејзин председател. Слободната република траела 10 дена под команда на Бахтијар Паша, 18.000 османлиска војска тргнала во акција за враќање на власта во Крушево. Последните истрели на Мечкин камен и загинувањето на војводата Питу Гули го означиле и крајот на Крушевската република. 41 година по Илинденското востание во манастирот Свети Прохор Пчински кај Куманово, 115 делегати го одржале првото заседание на АСНОМ, антифашистичко собрание на народното ослободување на Македонија, на кое е потврдена општествено-правната положба на Македонија како рамноправна федерална држава во рамките на Југославија. Заседанието го отворил Панко Брашнаров, најстариот делегат и сведок на двата Илиндена. Избран бил президиум на АСНОМ под председателство на Методија Андонов Ченто. Заседанието усвоило неколку документи со државотворно значење, меѓу кои и решението за воведување на македонски јазик за службен јазик во македонската држава и декларација за основните права на човекот и граѓанинот во демократска Македонија. Негде ке те сокрија, гроб со гроба ке покрија. Само ти си безсмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти извираш. Само ти си безсмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти извираш. Векови
zajedno ќе минеме, древна земјо македонска. Така е пишано, ништо да не бидеме, ти без мене, јас без тебе. Векови, вековни, заедно ќе минеме, древна земјо македонска. Така е пишано, сестро, ништо да не бидеме, ти без мене, јас без тебе. Да те одречат, други да те предадат, можат се што да измислат. Само ти си безсмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти извираш. Само ти си безсмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти извираш. Векови, вековни, заедно ќе минеме, древна земјо македонска. Така е пишано, ништо да не бидеме, ти без мене, јас без тебе. Векови, вековни, заедно ќе минеме, древна земјо македонска. Така е пишано, сестро, ништо да не бидеме, ти без мене, јас без тебе. Ти без мене, јас без тебе. Може би не успеавме да ги донесеме Google и Facebook, но многу веројатно еден голем светски бренд ќе купува електрична енергија произведена во Македонија преку ветерниот парк Алказар Енерджи. Преговорите се во завршна фаза, а за кого станува збор ќе оставам да каже компанијата инвеститор, рече премиерот Христијан Мицкоски од собраниската говорница. Како што истакна Мицкоски одговарајќи на пратеничко прашање кој ќе биде гигантот кој ќе набавува струја од земјава, треба да се знае до крајот на август. Ќе оставам тоа да го соопшти компанијата инвеститор до крајот на август. Тие се во завршна фаза на преговори, се работи за голем бренд кој е во првите 3 во светот со својата индустрија и ќе користи електрична енергија од ветерниот парк на Алказар Енерджи од македонски ветер. Ако биде прифатена мојата сугестија, во делот на тие 300 хектари земјиште Алказар Енерджи да инсталира и соларни панели и батерии, тогаш ќе се користи хибриден систем на производство, истакна премиерот. Мицкоски информира и дека до крајот на годината ќе има 8 нови инвестиции кои ќе потврдат дека почнува инвестиција, а некои дека има донесено таква одлука за почнување на инвестирање кај нас. Се размислува, подрече премиерот, и за привлекување инвеститори кои произведуваат воена опрема и оружје, како и дека веќе се водат разговори со неколку такви компании. За оваа намена ќе бидат определени посебни зони. Очекувам бранот на инвестиции да се засили откако ќе ги завршиме преговорите со Соединетите Американски држави за трговија. Имаме информација дека веќе 8 инвестиции до крајот на годината се потврдени дека или почнуваат или имаат донесена одлука за почнување инвестиции кај нас.
Директорот на ТИРС ме информираше за две добри вести, но нека се потврдат деновиве, па ќе ги објавиме во јавност. Една вест е дека компанија од фарма бизнисот за 60% ќе ја зголеми инвестицијата, а втората е дека е потврдена компанија за производство на батерии. Покрај овие 8 инвестиции очекувам и инвестиции од компаниите присутни кај нас и такви очекувам најмалку 3 кои ќе го зголемат извозот за најмалку половина милиарда долари, вели Мицковски. Според него владата продолжува да биде партнер на странските инвеститори. Тие гледаат дека климата и односот се сменети и поразлични, дека сакаме да помогнеме и подаваме рака. Но покрај стандардното портфолио, а тоа е автомобилската индустрија, сега се обидуваме да привлечеме и компании во фармаделот и медицината, производство на стентови, вели Мицковски. Тој оцени дека би било наивно државата да не обезбеди посебни зони кои би биле подготвувани за производство на воена опрема и оружје кои ќе бидат подготвени за да прифатат такви инвеститори што ќе вложат во опрема и во оружје. Пазарот на оружје, оцени премиерот, во престојните години ќе доживее драматичен развој. Me
Со новата извршна наредба, подпишана од американскиот председател Доналд Трамп, царинската стапка за македонските производи што се извезуваат во Соединетите Американски држави е намалена од 33 на 15%, што представува значајно олеснување за домашните компании кои се присутни или пласираат на американскиот пазар. Соединетите Американски држави ќе воведат царини од 10 до 50% за речиси сите земји со кои немаат постоечки трговски договори, но Македонија ќе се најде во групата на најповолни стапки. Со истата царинска стапка од 15% ќе се третираат и Европската Унија, Хрватска и Словенија, кои неодамна постигнаа трговски договор со Вашингтон. Според објавениот список на Белата куќа, Србија ќе се соочи со царина од 35%, а Босна и Херцеговина со 30%. Најниската царина во регионот ќе ја има Црна Гора со 10%. Овие различни стапки се дел од новата стратегија на Трамп, позната како реципрочна трговија, со која тој најави построг пристап кон земјите со кои Соединетите Американски држави немаат балансирана трговска размена. Иако претходно се најавуваше дека мерките ќе започнат од 1 август, американската администрација го помести терминот за 7 август, со цел да им даде време на сите земји да се прилагодат на новиот царински режим. Се остава простор за финализација на административните процедури, но и можност за трговски разговори, доколку одредени земји сакаат подобар третман, велат од Белата куќа. Pesna duša da mi gali, za ljubov silna srce što mi gori. Dajte pesna jedna naša stara, za jedna ljubov gradi vešto para. Verna ljubav začuka na vrati, sreća, radost, večno da me prati. Eve pesna, sine moj, pesna za tebe, da ti kažem, sine moj, koliko te saka tatko tvoj. Eve pesna, sine moj, pesna od srce, ljubav, sreća do veka, gordost moja golema. Jedna ljubav, srce što ja nosiš, ta isto so tebe se moli, za večno da ste kako jedno telo, kade da ste samo napred smelo, gde njeno ke sonce da ne gre, ta sreća, on vas da se sle. Eve pesna, sine moj, pesna za tebe, da ti kažem, sine moj, koliko te saka tatko tvoj. Eve pesna, sine moj,
sreća do veka, gordost moja golema. Ti kažam, sine moj, kolku te saka tatko tvoj. Eve pesna, sine moj, pesna od srce, ljubav sreća do veka, gordost moja golema. Храбрата и брза реакција на скопјанецот Зоран Настески, кој на летот на авиокомпанијата EasyJet од Лондон Лутон до Глазгов го совладал патникот кој се заканувал со бомба, извикувајќи Аллаху Акбар, деновиве е главна тема во медиумите. Настевски за Плюс Инфо вели дека не размислувал за својот потек ниту за миг, туку едноставно реагирал. Не можеш да знаеш кој блефира, не можеш да знаеш со сигурност дали некој има бомба или нема. Само ми се вртеа низ главата грди слики. Кога го слушнав тој восклик кој ми оди на нерви, едноставно не размислував. Си реков, ако треба да не дигнеш во воздух, прво јас тебе ќе те средам, вели Настески. Тој му го избил телефонот од рака на заканувачот, мислејќи дека уредот можеби е врзан со експлозив, а потоа го држал на подот од авионот до крајот на летот. Подоцна излезе дека станува збор за некој си проблематичен тип од Индија, кој и таму бил апсен и најверојатно сега ќе го депортираат назад во Индија, објасни Настески во телефонски разговор за Плюс Инфо. Иако видеото од инцидентот го обиколи регионот и многумина го нарекоа херој, Настески тврди дека не направил ништо посебно. На роднините од Скопје и од Белград, како и на сестра му, која со своето семејство живее во Германија, и дента кога се случил настанот славела роден ден на синот, им кажал само дека е добар и дека нема ништо вредно за раскажување. За себе ни раскажа дека е роден во Скопје 1976 година од мајка србинка и татко македонец. Секогаш сум се чувствувал и како србин и како македонец, но кога псујам на јазикот на мајка ми, се смее Настески и додава: оние кои се од една националност не можат да сватат како некој може да се чувствува и вака и така, но јас гледам на тоа од смешната страна. Но смешно ми е и тоа што после настанот некои бугари велат дека сум бугарин. По образование Настевски е графички дизајнер, но во Англија работел како возач. Пред известно време решил да се врати во родното Скопје, но љубовта го однела во Белград. Имам роднини во Србија и во Македонија, но љубовта превагна, па наместо во родното Скопје ќе живеам во Белград, вели Настевски. Тој сепак смета дека неговиот потек не бил херојски, туку обична инстинктивна реакција, но останатите патници на летот, јавноста и медиумите кои постојано му се јавуваат и се интересираат за него, имаат поинакво мислење. За нив тој останува херојот кој без размислување го совладал човекот кој, заканувајќи се со бомба, предизвикал хаос во авионот. Ej, od večni
sestri Makedonci. Iskona, narod izmačen, se kade po svetu odrasen. Crna temenina mi go pokrila, samo jasno sonce keja rastera. Crna temenina mi go pokrila, samo jasno sonce keja rastera. Sonce to naše nadaleku gre, pej od večni vekovi. Sonce to otkud leš, slovenske žive, braća, sestri, Makedonci. Bože slušnija, našta molitva, čuvajnija Makedonija. Kade i da sme, nejniče da sme, poredi naše zname, ke razveme. Kade i da sme, nejniče da sme, poredi naše zname, ke razveme. Sonce to naše nadaleku gre, pej od večni vekovi. Sonce to otkud leš, slovenske žive, braća, sestri, Makedonci. Od dedo pradedo bajrak čuvale i na bajrak znak si turile. Sonce kutleško, gordost golema, da se znaje do kade Makedonija. Sonce kutleško, gordost golema, da se znaje do kade Makedonija. Sonce to naše nadaleku gre, pej od večni vekovi. Sonce to otkud leš, slovenske žive, braća, sestri, Makedonci. Sonce to otkud leš, večno ke žive, braća, sestri, Makedonci.
Нема да има зголемување на висината на казните за сообраќајните прекршоци, но на оние кои возат безобзирно во алкохолизирана состојба без возачка дозвола со прекумерна брзина ќе им биде конфискувано возилото и ќе се донира на институциите, најави министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Со новиот закон за безбедност и со новиот закон за прекршоци, глобата која сега е утврдена на одредена висина нема да биде зголемена. Но за оние кои што безобзирно управуваат со моторно возило, кои без возачка дозвола седнуваат зад воланот, пијани управуваат со моторни возила со прекумерни брзини од 200 км на час и понатаму ќе имаме трајно конфискување на возилата. Тоа што го немало досега и со измените на кривичниот законник во иднина, освен што ќе се плаќа парична казна, задолжително ќе биде уште едно изрекување на соодветна казна. Дали станува збор за условна казна или за затвор, рече Тошковски. Оние кои безобзирно управуваат со возилата веќе нема да се спасуваат само со плаќање на казна, ќе лежат и затвор и ќе им биде конфискувано возилото. Ќе им биде конфискувано возилото со кое што се прават кривични дела, за кои за жал ги губиме нашите најмлади како на улиците, во градовите, така и на автопатиштата, вели Тошковски. Тој рече дека во јавноста има дезинформации за овој дел и најави строги казни само за оние кои безобзирно управуваат со возилото. На човек без дозвола не треба да му се дозволи да влезе во сообраќај. Човек кој што е под дејство на дрога и алкохол не треба да му се дозволи да биде дел од сообраќајот и ќе им ги одземеме возилата и ќе ги донираме на институции кои ќе ги стават во функција на сите граѓани, изјави Тошковски.
Marketing. Maxis Deli е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Maxis Deli е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши наручки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Maxis Deli можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Maxis Deli ги продава своите приватни заштитни знаци Maxis Meats, Градина и Сонце. Maxis Deli се наоѓа на 4160 15 милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Побелете во Maxis Deli. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Marketing. Една
Општина Тетово закажа презентација на процесот за изработка на новиот генерален урбанистички план. Граѓанската иницијатива Тетово сака парк бара да се одложи за септември. Општина Тетово на 29 јули преку Facebook профилот упати јавна покана до сите граѓани да го видат процесот на изработка на генералниот урбанистички план на јавна презентација на 1 август во 10 часот. Според поканата, мислењата ќе бидат земени предвид во финалниот документ. Ве покануваме да учествувате на јавна презентација по повод почетокот на процесот на изработка на генералниот урбанистички план, каде што ќе биде презентирана и нацрт планската програма на генералниот урбанистички план. Ова е можност директно да придонесете кон визијата, развојот и иднината на нашиот град, се вели во повикот на општината. На ова реагираше граѓанската иницијатива Тетово сака парк, од каде побараа јавната презентација на планската програма на новиот генерален урбанистички план за Тетово, која е закажана за 1 август во 10 часот да се одложи за месец септември. Некоректно е, нечесно и за секоја осуда толку важен процес да се отпочне во пикот на сезоната на годишни одмори, да се закаже 2 дена предходно во очи на најголемиот државен празник Илинден и непосредно пред одржување на локалните избори. Тетово мора да води сеопфатен и инклузивен процес за усвојување на хуман генерален урбанистички план, кој ќе ги штити граѓаните и животната средина, а ќе ја изолира урбаната мафија. Апелираме да се пројави разум и настанот да се одложи за септември, велат од граѓанската иницијатива Тетово сака парк. Оттаму бараат поддршка за одложување од советниците во Советот, пратениците во Собранието и сите политички партии застапени во Тетово, како и од невладиниот граѓански сектор.
neka pukne makana, ej od pesnama. Krvi pesno, krvi sestro, što te slušam se lesno, ajde pesno pomogni, da sve posrekni. Сојузот на борците од Народно-ослободителна и антифашистичка војна во Македонија и граѓаните продолжувачи во Тетово преку соопштение реагираат на изјава на градоначалникот Билјал Касами. Реакцијата на изјавата на Билјал Касами од 24.7.2025 година. Појаснуваме и нагласуваме дека единствениот консензус за име на нова улица во градот Тетово може да се бара преку почитувањето на основските темели на Македонија и антифашизмот како тетовски, македонски и глобален идеал. За преименување на постоечките имиња на улиците не смее да стане ни збор. При тоа напоменуваме дека улиците од помала важност на маргините на градот и не треба да имаат име туку број, а тоа е во согласност со законот. Касами невешто повторно зборува за запрениот процес за именување на улици, сега прикажувајќи нешто сосема различно од бројните негови изјави кои не натераа бурно да реагираме. Не смее да се заборави дека тој хероите од македонската и антифашистичка народно-ослободителна и државотворна борба ги нарече темно минато кое мора да се заборави. Убедени сме дека доколку биде во можност, повторно ќе посегне по истото. Доколку не е така, редно е да се извини. Сега кога сме на прагот на локалните избори, попусто е политичари на кои им доминираат лични интереси и кукавици зад лажни профили на социјалните медиуми да се обидуваат да го изменат нашето сеќавање и да ја манипулираат јавноста. Обштеството созрева, а граѓаните јасно кажуваат не. Се вели во соопштението на Сојузот на борци од Народно-ослободителната и антифашистичка војна на Македонија и граѓаните продолжувачи Тетово.
Marketing. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Вен Дайк во Шелби Тауншип. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг. Денеска сум ептена многу кефлија, собрапија со мене тајфа колема. Врат се носам прстен, бурма венчана, ке те барам да ми бидеш невеста. Кажи да, моја најмила, биди ми за навек, моја љубена. За тебе, за мене, бијат срца две, така и до века нека остане. Дарој сватој еми музики, ширум ваште порти, отворете ги, вигнете ги сите ваши роднини. Кажи да, моја најмила, биди ми за навек, моја љубена. За тебе, за мене, бијат срца две, така и до века нека остане. Как нека ечи вечерва, свирете, а сега сватба
za mene bija srca dve. Taka i to veka, neka ostane, neka ostane. Европскиот патен коридор 8 е многу значаен регионален коридор бидејќи поврзува повеќе градови од истокот кон западот во државата и во повеќе држави во регионот. Токму затоа посветено работиме на изградба и на модернизација на овој коридор. Во таа насока известуваме дека проектот за изградба на автопатната делница Букојчани-Кичево, дел од патниот коридор 8, наскоро може да отпочне. Ова го соопштуваат од јавното претпријатие за државни патишта и најавуваат дека со средства обезбедени од заем на Европската банка за обнова и развој, наскоро ќе отпочне изградба на автопатната делница од Букојчани до Кичево во должина од околу 11,5 километри. Со цел да се изврши избор на најподобен изведувач за изградба на автопатната делница беше објавен тендер за предквалификација, согласно со процедурите за набавки на Европската банка за обнова и развој. Процесот на предквалификација заврши и предквалификувани се 9 фирми кои добија покана за поднесување на понуди, со краен рок за доставување на понудите до 30 септември 2025 година, пошто ќе следи детална евалуација на доставените понуди и избор за најподобен изведувач на градежните работи и изградба на автопатната делница, соопштуваат од јавното претпријатие за државни патишта. Со изградбата на автопатната делница Букојчани-Кичево, велат од јавното претпријатие за државни патишта како дел од Европскиот патен коридор 8, на ниво на автопат значително ќе се подобри мобилноста и трговската размена, безбедноста на патот, ќе се скрати времето на патување и ќе се зголемат можностите за економски развој. Постоечката делница на државниот пат А2 од Гостивар до Кичево е проектирана пред повеќе од 50 години и изградена како еднонасочен коловоз со две сообраќајни ленти во двата правца, а наместо на планинските превои има и трета лента за бавни возила. Сепак, поради зголемениот обем на сообраќај и недоволно добрите возно-динамички услови, неминовно е надградување на оваа делница на ниво на современо автопатско решение по кое ќе се одвива брз, безбеден и непречен меѓународен и домашен превоз на патници и стоки, се потенцира во соопштението. Активностите пак се додава на автопатната делница од Гостивар до Букојчани се во тек. Бехтел и Енка веќе работаат на изградбата, а засилена градежна активност има и за изградба на автопатот Кичево-Охрид, сите дел од коридорот 8. Со ова ќе има целосно автопатско поврзување од главниот град Скопје до туристичкиот центар Охрид, информираат од претпријатието. Te budam, ako jasna
i tebe sedam. Embo prazna duša live, jadovi si redam. Nemoj ne takovaj ludo, ne se jado suvaj. Zarem može osorljive istina da vide. Mojmo srce, mojma duša, sekaj tebe ide. Drugo live, ja si nemam, tebe ke te zemam. Почитувани, тоа би било се во денешното издание на емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио Детройт. А на самиот крај, во катчето за најмладите, приказната Чудесната флейта. Ви посакувам пријатен ден. Чудесната флейта. Многу одамна се живеела некоја жена со својот син. Не биле многу богати. Имале само куче и парче сува земјица. За да го одгледа сина си, мајката морала постојано да работи. Синот израснал силен и работлив. Тој најдобро од се што знаел е да свири на флејта. Откако ќе сработел се што треба во полето, тој ќе ја земел флејтата и ќе ја ставил на усните. Само што ќе почнале да се слушаат звуците од неговата флејта, се наоколу замирало. Изворчињата престанувале да течат. Облаците повеќе не пливале по небото. Птиците не пееле, а мајмуните престанувале да се задираат еден со друг. Сите луѓе од околијата го фалеле младиот музичар. Кога девојките од богатите домови, кои го минувале времето во забава и безделништво, ја слушнале музиката на момчето, секоја од нив сакала да го земе за маж. Но тоа сите ги одбивало. Па така, само бендисаните керки на богаташите постојано размислувале како да го погубат флейтистот. Еднаш, додека тој се шетал по полето, тие го грабнале и го фрлиле во длабока јама. Откако синот не и се вратил навечер, мајката горко заплакала и го пратила кучето да го најде сини. Кучето со силен лаеж почнало да трча натаму наваму. А момчето кое паднало во јамата било живо и здраво, само што паднало во безсознание. Тој го слушнал лаежот на кучето и го повикал. Кога кучето дошло до јамата, тој му порачал да му ја донесе флејтата од дома. Кучето со радосен лаеж отрчало до куќата и почнало да се качува на покривот каде што стоела флејтата. Откако мајката разбрала во што е работата, ја зела флејтата и му ја дала на кучето. Тоа ја зело флејтата со заби, отрчало кај јамата и му ја фрлило на својот стопан. При првите звуци од флејтата, птиците престанале да пеат, мајмуните да се задираат еден со друг и сите се собрале покрај јамата за да слушаат. Мајмуните се качиле на една гранка која се беше свила крај јамата, ја спуштиле длабоко, па момчето се фатило за неа и излегло надвор. Откако се вратил дома, тој продолжил да се живее среќно со мајка си како и порано. Но откако девојките виделе дека момчето се вратило здраво и живо, повторно ги обзела омраза и почнале да коваат нов злокобен план. Па така, за време на еден лов, тие го фатиле момчето, но овој пат го фрлиле во длабок дол. Откако паднало во долот, момчето почнало да се искачува нагоре. Се искачувал тој цели 3 години. Се хранел тој со корење од растенијата, а вода пиел од кладенците. За тоа време мајка му се изнаплакала солзи. На крајот дошол денот кога момчето се искачил до крајот на долот и се нашал на голема ливада обсипана со сонце. Откако разгледал наоколу, тој видел едно поле со речиси созреан ориз. Момчето се израдувало и тргнало кон полето.
За 3 години колку што се искачувал по долот, јадејќи корења и пиејќи вода од кладенците, тој толку ослабнал и бил обраснат со брада, што повеќе личал на мајмун отколку на човек. Полето го чувале 2 девојки од блиското село. Кога го виделе момчето, си помислиле дека е мајмун, па сакале да ги повикаат луѓето со лакови и стрели, но тој им викнал: "Не, немојте да стрелате. Јас сум човек кој настрадал од непријатели. Дајте ми да каснам нешто, а јас ќе го чувам полето од мајмуните." Од тогаш тој почнал да го чува полето, а девојките му донеле оризова каша. Првиот пат дошла по старата сестра и уште оддалеку грубо свикала: "Еве ти ја кашата, земи да јадеш грдотио валкана." Вториот пат дошла по младата сестра, му се доближила и му рекла: "Брате, ти донесов ориз, јади ми со здравје, јас самата го направив." Еднаш пак двете сестри заедно му донеле ориз. Момчето побарало од нив оцет и чешел за да си ја исчешла косата. Девојките му донеле тоа што барало момчето. Но по старата, при тоа јадовито рекла: "Ех, да не си намислил убавец да се сториш." А по младата пак му понудила огледало. Тој се измил, се исчешлал и станал убаво, стројно момче. По старата сестра прва се влюбила во него и сакала тој да ѝ стане маж. Таа му кажала за тоа на татка си. Тој не се зачудил, ами само се насмевнал и поставил услов. Зад нашиот дом има 2 патеки. Едната е убава, а другата е целата со грмушки. И двете треба да се уредат. Утре секоја од вас нека се избере по една и нека се фати за работа. Кај која ќе дојде момчето да ѝ помогне, таа и ќе си го земе за маж. Наутро по старата сестра станала уште во црни зори и отишла кон патеката каде имало помалку работа, а на помладата ја останала онаа со грмушките. Момчето тргнало да им помогне и веднаш се упатило кон помладата. По старата сестра се налутила и му се пожалила на татка си. Зошто е толку глупав, та не дојде каде имаше помалку работа, туку се упати кон патеката со грмушки? Татко и се насмевнал и рекол: "Во ред, утре и двете подгответе му ручек. Она јадење што тој ќе го изеде, значи дека таа што го сготвила ќе се омажи за него." По старата одбрала ориз со месо од елен. Помладата пак, како и обично, подготвила ориз со сос и рипчиња. Момчето повторно и помогнало на помладата и јадел заедно со неа, а не со постарата. Не сакаше бел ориз со месо, му се пожалила постарата сестра на таткото, а ете, оризот со сос го изеде. Таткото повторно се насмевнал и рекол: "Сега секоја од вас нека му подготви постела. Чија постела тој ќе ја одбере, за таа сестра и ќе се ожени." Постарата сестра подготвила белоснежна покривка, шарена рогозина, многу убава постелнина, убав душек и извезена перница. Помладата пак зела кафеава покривка и обична постелнина, а наместо перница ставила дрвена перница. Откако завршила со работа, таа отишла во кујната и почнала да преде. Момчето исто така дошло во кујната и долго си му абетал со девојката, а кога дошло време за спиење, тој ја одбрал постелата што таа ја подготвила. Следниот ден, татко им и направил свадба. Повторно се зачуле звуците на флейтата, славејќи ја чистата љубов. Момчето со својата млада жена се вратил кај мајка си и така продолжиле да живеат со труд и во убавина. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.